Парламентарните избори во 2016 наместо ставање крај на политичката криза донесоа нов период на нестабилност. Ниту добивањето на мандатот на победничката партија не помина без низа турбуленции. Никола Груевски го доби мандатот, ама не прифати коалиција за формирање на влада по секоја цена. Додека македонските политички партии тактизираа, стигна и божикна честитка од албанските партии. Организирани како заедничка платформа, подпишана од 60 албански интелектуалци, поставија ултиматум: признавање на албанскиот јазик како официјален, па подадена рака за владина коалиција. Заедничката агенда на трите партии предвидува реализација на повеќе цели во идниот владен мандат, односно целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик на сите нивоа на власт, заедно со македонскиот како официјални јазици, постигнување на економска рамноправност, решавање на спорот за името, во согласност со европските вредности и принципите на меѓународното право, со вклучување на албанците во работната група за директни преговори со Грција. Али Ахмети, Зијадин Села, Билал Касами и Фадил Зендели на маса со Еди Рама ја кроја тиранската платформа, која со објавувањето на законот за јазици денеска веќе е имплементирана. Со денови молк од социјалдемократите, а на крај прифаќање од ЗАЕФ на се што побара албанците. За цело време стоја на ставот дека уставот не се прекршува и покрај тоа што по откривањето на деталите за тиранската платформа и условите за коалицирање, огромен број на граѓани со месеци ги полнеа улиците низ Македонија во знак на револт. Ние не бегаме од платформата. Неколку пати потенцираме. Имаме позитивен аспект на платформа. Непосредно по пласирањето на албанските барања се зголеми и апетитите на интегративците, па отидоа и дотаму Али Ахмети да биде мандатар во новата влада, кој според нив ќе креира широко мнозинство и ќе донесе излез од кризата. Сегашниот премиер, тогаш во опозиција и пред албанската дијаспора, отворено говореше за еднаквоста при употреба на јазиците. Обраќајќи им се на плесачите албанци, ЗАЕФ не ја исклучи намерата да се менува и уставот. Охридскиот рамковен договор не е доволно. Мора да одиме преку Охридскиот рамковен договор. Оти тоа е рамка некоја. Зошто во 25 години, 21 век, 25 години независна Македонија да има рамки на ограничување? Не, или ќе веруваме во еднаквоста и рамноправноста и ќе му помогнам на мојот сограѓанин албанец или он мене како македонец, за да може да функционира исто како мене или јас исто како него. Првиот човек на СДСМ досега веќе неколку пати јавно говореше за воведувањето на двојазичноста, па беа отворени и двојазични партиски штабови, а соопштенијата од партијата се испраќаа и на македонски и на албански јазик. Албанската платформа ги поткрија и дипломатските релации, откако председателот Иванов одби да даде мандатот на ЗАЕФ и СДСМ по комплетирањето на подписите на албанскиот блок. Рама преку Фејсбук испрати директна порека до македонскиот председател дека без албанците нема Македонија. Господин Иванов, албанскиот јазик не е на непријателот, туку на еден државотворен народ во Македонија. Без албанците нема Македонија, драг председателе. 2,5 години пред да биде испорачена тиранската платформа, потписниците на писмото во прогресивна кампања преку трибини ја подгреваа атмосферата, прашувајќи која е логиката албанците да гласаат, а власта да ја представува некој што не усвоил мнозинство. Реализацијата на тиранската платформа го даде одговорот.